Секое петто дете е жртва на сексуално насилство или вознемирување. Во периодот од 2020 до 2024 година до Министерството за внатрешни работи биле пристигнати 508 пријави за насилство и вознемирување на деца. Според податоците, 186 деца под 15 години биле силувани, додека пак 99 деца биле жртви на полов напад. 44 деца биле принудени да гледаат сексуални дејствија, а 18 порнографски материјали прикажани од возрасен. Од Комисијата за спречување дискриминација вела дека досега немало пријави до нив од страна на ученици, наставници и родители за ваков тип на насилство. Причините се страв и незнаење да пријават на време. До сега на Комисијата за спречување и заштита дискриминација нема поднесоци за сексуално вознемирување и сексуално насилство врз деца. Значи, можеби тоа е поради ниската свест во општеството или страво да се пријавува, но сепак оваа кампања ја има токму таа цел да го подигне нивото на свесност во општеството за постоењето на сексуално вознемирување и сексуално насилство, да се препознава и соодветно да се пријавува. Комисијата постапува во случај кога институциите затајуваат. Значи, комисијата мора да почека прво, разрешница од страна на институциите кои се надлежни да постапуваат по овие случаи, па потоа, доколку се има прекршување на права или несоодветна заштита, ние да интервенираме во тие случаи. Представниците од Европската Унија за правата на децата вела дека дискутирањето за сексуалното насилство и последиците врз жртвата е тешко, но доколку гласно се зборува, може да има значителни промени во општеството. Заедно со мојот тим на експерти, работиме заедно со јавните институции за подигање на свеста за човековите права и заштита на човековите права. Посебно работиме на спречување на дискриминацијата и насилството засновано на пол и на изнедување ефективни решенија за ресоциализација на сторителите во општеството и заштита на правата на децата. Нашиот настан денес го означува почетокот на кампањата 1 од 5 за запирање на сексуалното насилство врз децата, која што беше развиена од Советот на Европа и веќе имплементирана во многу земји членки на Советот на Европа. Материјалите за оваа кампања беа преведени на македонски и албански јазик од нашиот проект со финансиска поддршка од Европската Унија. Во склоп на проектот од јануари следната година ќе се вршат обуки со психолози и наставници меѓу учениците низ сите основни училишта во Македонија.